Благодарам, председателке. Почитуван народен правобранител, почитувана македонска јавност, почитувани претеници. Денес зборуваме веќе трет ден за годишниот извештај за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштитата на човековите слободи и права во 2022 година. Ке започнам со тоа дека законската поставеност на надлежноста на народниот правобранител се сведува на превентивни дејства, не е овластен за донесување правно обврзувачки и мериторни одлуки при вршењето контрола врз работата на државните органи, а од друга страна, сите државни органи и други правни субјекти имаат должност да соработуваат со народниот правобранител и на негово барање треба да му ги обезбедат сите податоци и информации без оглед на степенот на доверливост. Минатата година, поради попречување на работата во разни области на правобранителот, доставени се 18 посебни извештаи до владата, која за жал ниту еднаш не ги испочитува законските одредби на седницата на која се разгледуваат овие извештаи и да го повика народниот правобранител. Ваквата несоработка оди на штета на граѓаните, затоа што само со доследно спроведување на препораките на народниот правобранител ќе се подигне степенот на заштита на правата на граѓаните. Средствата од буџетот кои ги добива народниот правобранител не се доволни, недозволиво е институцијата за извршување на со закон дадени надлежности да бара странски донации. Со средствата кои ги предвидува буџетот за народниот правобранител за 2023 година се доведува во прашање функционирањето на повеќе механизми и тимови на народниот правобранител. Загрижува посебно состојбата во областа на реализација на програмите на националниот превентивен механизам, механизмот за граѓанска контрола, тимовите за следење на процесот на спроведување на конвенција на правото на детето и лицата со попреченост, тимот за следење на состојбата со мигранти и нелегална трговија со луѓе. Средствата предвидени за овие одделенија не се доволни нити за најосновните потреби за надзор, а не станува збор за ангажирање експерти, печатење извештаи, едукативни активности, учество во настани организирани во земјата или странство. Кратењето на средствата се одразува и на меѓународната соработка на институцијата. Многу доведува во прашање и учеството и на нејзини представници во процесот на скринингот, иако е дадена важна улога во истиот. Од извештајот на народниот правобранител ќе констатираме дека во сите области забелешките се исти. Препораките и окажувањата се во насока на надминување на недоследностите и повредите на човековите права од страна на надлежните органи, а кои ги воочува народниот правобранител. Бројот на поднесените представки во 2022 година е зголемен за речиси 20% во однос на претходната година. Овие бројки не се само статистика, туку упатуваат на фактот дека се поголем број граѓани се потешко доаѓаат до своите права. И тоа не само заради последиците од пандемијата, не само заради економската, енергетската криза, туку и заради недоволната функционалност и ефикасност на одредени институции. Во областа правосудството, во извештајната 2022 година, поднесени биле 534 представки, што е зголемување во однос на 2021 година, кога имало 436 представки. Народниот правобранител констатирал дека постапките пред Уставниот суд и Висшиот управен суд се уште траат долго, некои дури и по 2 децении, и покрај новиот закон за управни спорови, кој се применува од пред 2 години. Така што
Често има случаи, особено во процесот на денационализацијата, подносителите за време на својот животен век да не можат да ги остварат своите права, па истите се пренесуваат на нивните наследници кои што ја продолжуваат голготата на релација управни судови и се приморени за ист предмет по 3 пати да водат постапки пред овие судови. Ова извештајна година од Народниот правобранител биле доставени 3 укажувања за начинот на отстранување на констатираните повреди, одолжување на судските постапки и почитување на принципите во разумен рок, при што во сите случаи судовите позитивно одговориле, а подносителите ги оствариле своите права. Во однос на работата на судската власт, анализата на предметното постапување покажува дека граѓаните во најголем дел бараат заштита на своите права за водење на постапките пред првостепените и второстепените судови, како и во кривичните и граѓанските постапки. Представките на граѓаните кои се однесувале во однос на незадоволството од донесената пресуда, нестручно и несовесно работење на судиите, Народниот правобранител ги упатувал подносителите доколку располагаат докази за такво нестручно и несовесно работење на судиите да се обратат до судскиот совет кој што е одговорен во таа област. Во текот на 2022 година биле поднесувани представки до адвокати, нотари и извршители и во однос на состојбата со извршителите и поднесените представки кон нив, Народниот правобранител констатирал состојба каде казнените камати во огромен број на случаи повеќе кратно ја надминуваат висината на главниот долг, постојано растат, доведувајќи ги граѓаните во безизлезна финансиско-материјална состојба, при што некои лица со децении не можат да ги исплатат своите долгови, а од извршителите во поединечни постапки им се наплаќале дури и 10-кратни повисоки суми. Иницијативата на Народниот правобранител да се изготви предлог за дополнување на одредбите од Законот за облигациони односи и од Законот за извршување на начин во постапката да не може да се наплати камата која би била поголема од главниот долг, односно кога каматата ќе го достигне главниот долг да престане да тече. Исто така, Народниот правобранител укажува на тоа дека треба да се преземат мерки за подобрување на доставата од страната на извршителите кон должниците и доверителите, бидејќи и на овој начин извршителите наплаќаат голем износ и за волја на вистината има поплаки од граѓаните, каде што извршителите наоѓаат најразлични начини за повикувачките кои што ги упатуваат да наплаќаат големи суми. Во областа на обвинителството, Народниот правобранител постапувал по 87 предмети представки, што е за 16 повеќе од 2021 година. Представките се однесувале за недонесување на јавно обвинителска одлука, неизвестување на странките за преземените дејствија и текот на постапката согласно Законот за кривична постапка и слично. Има пример за граѓанин од Велес со представка до Народниот правобранител заради предолго трајање на предистражната постапка и тоа дури 20 години, која согласно новиот закон за кривична постапка изнесува предистражната постапка во време трајање од 3 месеци, а со претходниот закон трајањето на предистражната постапка не бил регулиран. По укажувањето на Народниот правобранител до основните обвинителства Скопје, Велес, Куманово за почитување на дадениот законски род за трајање на предистражната постапка, значи во однос на тоа има доставено укажување од страна на Народниот правобранител. Народниот правобранител констатирал дека основното јавно обвинителство Скопје и основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција постапувале по барањата на Народниот правобранител, одговарале суштински и давале целосни одговори и тоа представува позитивен исчекор во однос на претходната година. Додека Советот на јавни обвинители
и јавните обвинители на Република Македонија недоволно соработувале и недоволно постапувале по барањата на народниот правобранител. Во оваа извештајна година Народниот правобранител препорачува обвинителството да постапува поажурно, навремено, да презема действија за да учесниците во постапката немаат сомнение и страв дека гонењето ќе застари и дека обвинителството е пристрасно. Овој проблем е констатиран секоја извештајна година. А каква е состојбата во правосудството, се гледа и од извештајот на Стејт департментот, каде што се вели дека има сериозна владина и судска корупција во Република Македонија, има екстремна корупција и екстремна злоупотреба на владењето на правото. Со голема загриженост, евроамбасадорот Гир вели, иако забележуваме одреден напредок, чекорот на реформите во областа на владењето на правото и борбата против корупцијата остануваат разочарувачка. Затоа довербата во правосудството е 3%. Истите забелешки од претходните години од страна на народниот правобранител се однесуваат и на казнено-поправните и воспитно-поправните установи, каде што се укажува дека се надвор од стандардите кои се однесуваат за затворската популација, тоа се импровизирани живеалишта, руинирани, и народниот правобранител отворил предмет по собствена иницијатива во однос на воспитно-поправниот дом Идризово. Ова установа, тој констатира дека не е соодветно место за упатување деца за извршување воспитно-поправна мерка од повеќе причини кои што се од круцијално значење за основна цел, а тоа е нивното превоспитување. Тука се однесува на присуството и можното влијание на возрастните осуденички, кои што никако не можат да делуваат позитивно во нивното превоспитување. Потоа се укажува на отсуството на образовниот систем во казнено-поправниот дом. Тоа е за женските деца кои што се во дискриминација во однос на машките кои што се сместени во подобри услови во воспитно-поправниот дом Волковија Тетово, каде што постои образовен процес, односно се дава образование, меѓутоа како проектна активност на Министерството за образование и наука во соработка со UNDP, а на тие имаше период од октомври до декември кога беше стопирано на процесот на образование, па од декември пак продолжи. Тие добиваат некакви потврди за завршен одреден степен на образование, кои немаат важност на јавна исправа. Значи, околу ова и многу други недостатоци укажува народниот правобранител и исто така укажува и на тоа дека треба да се реши проблемот со кадар и мајки во казнено-поправните домови, имајќи е предвид пренатрупеноста во затворите и да се намали безбедносниот ризик во истите. Во однос на финансии се познатата долгогодишна голгота што ја трпат граѓаните, при што Управата за јавни приходи, градот Скопје и општините не ги почитуваат уставно прокламираните начела за заштита на основните слободи и права на граѓаните и така што тие им се загрозува на граѓаните личната екзистенција и екзистенцијата на нивните семејства, бидејќи Управата на јавни приходи, градот Скопје и општините спроведуваат блокада на нивните трансакцијски сметки во банките со земање на целиот износ на плата, пензија, надоместоци од социјална заштита, така што тие долг период остануваат без средства за екзистенција, а во исто време потоа треба да одвојат и финансиски средства да ги деблокираат трансакцијските сметки. Во однос на здравственото осигурување и заштита, исто така има препораки и укажувања од страна на народниот правобранител,
за да се воспостави системот на здравствена заштита, како и спроведување на програмата на здравствена заштита на мајки и деца. Понатаму има укажување на тоа дека многу граѓани имаат поплака заради тоа што не можат да добијат термини на мој термин, а тоа доаѓа се ради намалениот број на кадар, на медицински кадар, доктори во здравството. Исто така има укажувања и дава мислење дека при проектирање и донесување на програмата за ретки болести за 2023 година треба да се имаат во обзир достигнувањата во областа од цистичната фиброза, но и да се постапува по барањата од Асоциацијата за цистична фиброза. Исто така, Народниот правобранител има заложби и за поголема активност на Комисијата за ретки болести, која преку стручните анализи треба да придонесе за обезбедување на соодветен третман и набавка на соодветните лекови за сите пациенти, за да се олесни состојбата. Затоа што здравјето на граѓаните има приоритет над се, здравствените политики треба да имаат приоритет. Познато ни е дека не е ревидирана листата на лекови. Во меѓувреме се појавија нови лекарства со поефикасни компоненти за третман и лекување на пациентите, а затоа треба Министерството за здравство и министерот да посветат посебно внимание и сите аномалии во здравството да се отстранат, а на кои укажува и Народниот правобранител. Меѓутоа, од сите збиднувања кои што се дешаваат во здравството, произлегува дека министерот, сега се изменија, се променија доста министри, меѓутоа ова влада не се грижи доволно за здравјето на граѓаните и воопшто за граѓаните. Во однос на правата на детето, имало 252 представки, само 2 представки помалку во однос на минатата година. Тие се однесуваат на право на заштитата во детските градинки, училиштата, право на заштита на секако вид на насилство и несоодветен однос кон детето, правото на социјална заштита, заштита на правата на децата во ризик и деца во судир со законот, правото на име и идентитет, децата и лицата запишани во посебна книга на родените, тоа е обстојува и со добиен евидентиционен број не можат да ги остварат основните права, право на образование, право на здравствена заштита, социјална заштита, вработување со задолжително социјално осигурување, но и други права кои постојниот закон не ги препознава, како што е правото на ученички стипендии, додаток на образование, посебен додаток, надоместок за попреченост, пријавување како невработено лице во Агенцијата за вработување. Причината е во неусогласеноста со законите во кои се предвидени овие права со законот за неевидентирани лица, непрепознавање на евидентициониот број кој им се издава на лицата за интегрираниот систем на работење на институциите, како и недоволната соработка меѓу институциите. Вкупно 723 лица се нотирани како неевидентирани, а половина од лицата се деца на 18 годишна возраст. Не е решен и проблемот со образовните асистенти за децата со попреченост во средните училишта. Не е донесен законот за средно образование, па образовните асистенти во средните училишта се обезбедуваат проектно со вклучување на општините во општинско корисна работа, а со поддршка на UNDP. Некои од општините не биле заинтересирани за овој проект, па децата во средно образование со попреченост се останати без образовни асистенти. И се додека за овој проблем не се најде решение, родителите ќе бидат приморани или сами да ги придружуваат или да ангажираат асистенти на свој трошок, што е спротивно на Конвенцијата за правата на детето и Конвенцијата на лицата со попреченост. Но дали децата добија квалитетно образование? Сведоци сме дека
од постојаната дојава на бомби, немање на учебници, присуството на учебници со грешки. Некои од учебниците се појавија дури 2 месеци сега пред завршување на учебната година. Сведоци сме дека децата не добиваат образование онака како што треба. Сведоци сме и на врсничко насилство во училиштата, кои како треба да ги загрижи сите, и потребата од преземање на активности и адекватни мерки од сите релевантни чинители. Штетениците од Воспитно-поправниот дом Волковија треба да добијат континуирано, а не проектно образование. Малолетничките од Воспитно-поправниот дом Идризово да се префрлат во Воспитно-поправниот дом Тетово и уште многу други недостатоци и во другите области на кои посочува народниот правобранител. Се посочува дека има проблеми, меѓутоа треба проблемите да се решаваат. Институциите не треба да ја префрлат одговорноста едни на други, треба да се зафатат за работа. Време е за промени. Благодарам. Благодарам, колешке. Следна за збор е колешката Ели Панова. Велете, колешке. Ке зборувам од место. Ви благодарам.